Да се врати звездата од Вергина на знамето и да се поништи привремената спогодба со Грција. Само на таков начин ќе се избрише срамот врз Македонија. Академик Ташко Георгиевски ја постави црвената линија во спорот со јужниот сосед, и тоа на 23 октомври кога се празнува македонската револуционерна борба, денот кога е формирана историската ВМРО. Борбата за нашата Македонија ќе трае додека не го вратиме сонцето од Вергина со неподсечени зраци врз знамето на Република Македонија. Да се анулира привремената спогодба меѓу две неименувани држави. Да го избришеме срамот што е залепен врз првобитниот устав на Република Македонија. Георгиевски ова го изнесе како што самиот рече како личен став, но го искажа во момент кога во собранието се доделуваат државните награди 23 октомври од одборот на чие чело е тој. И тоа пред неколку министри и повеќе мина пратеници од парламентарното мнозинство, но и дипломати. Премиерот Груевски не ги коментираше зборовите на академикот, со образложение дека не сека да зборува за нешто што не го чул, но затоа беше расположен да ги коментира односите со Атина. Искажа подготвеност да се сретне со Папандреу, иако досегашните негови средби со грчкиот премиер ги оцени само како формални. Потребно се суштински разговори, потребна е волја за решавање на проблемот, а проблемот не се решава со половина сат разговор, од кој што повеќе од половина од времето е протоколарно и потрошено или несуштински. Така што апелирам за сериозен пристап кон решавање на ова прашање. Изјавата на Груевски доаѓа веднаш по последната посета на генералниот секретар на НАТО Андрес Фог Расмунсен на Атина. Денешна Товима пренесува став на првиот човек на НАТО, во која тој искажува скептицизам за евентуално решение на спорот пред самитот во Лисабон. Немам индикации дека решение е можно пред самитот во Лисабон, вели Расмунсен. Тој во изјавата се повикува на заклучокот од НАТО самитот во Букурешт во 2008 година, во кој стои дека Македонија ќе се придружи на алијансата оној момент кога ќе се изнеде решение за спорот со името.